почитувани присутни, почитувани советници, почитувани представници на бизнес секторот, почитувани представници на јавниот живот, на носители на јавни функции, почитувани граѓани на општина Кавадарци. Еве како што е редот и оваа година да се собереме сите активни чинители на јавниот живот во Кавадарци и да малку прославиме, затоа што 365 дена и не чини само да се работи. Меѓутоа, нели, кога сме на оваа тема, неодмилливо е и да го спомнеме и да се подсетиме на тоа што е одбележа 2015 година. Се надевам со единствена желба дека она што беше убаво, што беше просперитетно, што беше радосно, че ни се повтори во 2016 година, че имаме можност 2016 година да бидеме сведоци на уште многу убави работи, многу убави дела и многу убави емоции. А она што беше, нели, лошото да го заборавиме. Нешто што лично посакувам, бидејќи 2016 година според мене е една политичка година, посакувам мирна политичка пролет во април и она што е пред април, да политичката култура не биде на едно европско ниво и да уште еднаш докажеме пред самите себе прво, потоа и пред целокупната европска и јавност и естаблишмент дека Македонија е дорасната да има своја држава и да гази напред кон евроатлантските интеграции. Во оваа прилика би сакал најнапред да се заблагодарам на службите на локалната самоуправа, на сите јавни институции под надлежност на локалната самоуправа, за нивното сестрано ангажирање во делот на нивното работење, на сите јавни служби од општина Кавадарци, независно од тоа дали се во државна капа или се во локална капа, за нивото кое што го покажа и работењето кое што го покажа 2015 година, со желба, нели, за многу повеќе работа и просперитет наредната година. На бизнес секторот кој што е неодмилев во нашето секојдневно милие и кој што и помагаше на локалната самоуправа, со тоа и на граѓаните од општина Кавадарци. На сите граѓани на општина Кавадарци како составен дел на Република Македонија, кој што се дел од најпросперитетниот градот со најмал процент на вработени, со најголем предприемачки дух и град во кој што по глава на жител се слеваат најмногу финанси. Би сакал во оваа прилика и да спомнам она што беше лајт мотивот во кратки црти на локалната самоуправа. Од службите тука имав 2 листа во кои што детално се разработени цело работење на локалната самоуправа, меѓутоа би спомнал само неколку работи. Оваа 2015 година, нели, со помош на одлуките кои што ги подржа Советот на општина Кавадарци, на територијата на општина Кавадарци успеавме да асфалтираме нешто над 7,2 километри нови асфалтни патишта и реконструкција на старите асфалтни патишта и скоро толку, односно 6700 метри поплочување на улици. Исто така би сакал да одбележам и првата посериозна интервенција или комплетното завршување на фекалната канализација во селото Бохула. Лифтот кој што е при крај, односно кој што се гради за потребите на лицата со посебни потреби, е во функција на нивните остарување на нивните права во локалната самоуправа, како и сите отпочнати активности околу пристапни рампи за сите за хендикепирани, односно лица со посебни потреби во сите јавни институции, пред се мислам на училиштата и градинките. Потоа набавката на 4 моторизирани колички кои што заедно со Ротари клубот ги доделивме на 4 наши сограѓани и беа прв пример во Република Македонија кој што ќе го повториме и во 2016 година и мислам дека со тоа им помогнавме на овие лица да барем малку се справат со нивниот хендикеп. Тука е неодмилливо да го спомнам и изградбата на НВО центарот. Ние сме една од ретките општини кои што во Република Македонија има можност да изгради невладин центар, истиот да го донира најверојатно наредната година на најактивните невладини организации, преку кои што нели или каде што тие ќе можат да ги креираат нивните програми или во превод да влечат финансии за локална самоуправа Кавадарци, односно за нив или за целните групи кои што ги представуваат. Тука се секако крупните зафати во домот на културата, од кои што би го издвоил и местењето на новите столчиња,
поддршката, континуираната поддршка на НВО секторот преку учество во нивно учество во оперативниот буџет, како и учество во Сојузот на спортови. Сакам да истакнам и тоа дека ги вративме просториите во владение и во собственост на локалната самоуправа, оние простории кои што некогаш ги имавме, а со првосилна пресуда ги вративме во собственост на локалната самоуправа. Тоа се просториите над некогашниот работнички универзитет. И истовремено и најдовме функција за истите, односно по пат на погранична соработка со Република Грција, успеавме да издействуваме нешто над 80.000 евра, за да на тие простори никне новиот бизнис центар, кој што ќе биде доделен на регионалната стопанска комора, за нивно поуспешно работење и битисување на територијата на општина Кавадарци. Исто така би сакал да подсетам дека во Кавадарци еве трета, односно четврта година екзистира најуспешното јавно предпријатие, значи не јавно комунално предпријатие, туку воопшто јавно предпријатие во Република Македонија, тоа е јавното предпријатие Комуналец, кој што оваа година го заокружи процесот на обнова и набавка на нови возила и имаме најмодерен возен парк во Република Македонија и понатаму на свој трошок продолжува со крајната идеја, а тоа е реконструкција на цементно-азбестните цевки, зашто можам да кажам дека до крајот на 2017 година Кавадарци или почетокот на 2017 година Кавадарци ќе биде можеби прв кој што нема да има ниту една цевка од цементно-азбестен материјал. Како што можете да видите, го продолживме проектот и за кејот на реката Лудамара, кој што во минатото беше оценет како еден од најуспешните проекти на оваа локална самоуправа. И тоа ќе го продолжиме и наредните години се до Брушанскиот мост. Неодамна ја продадовме и агроберзата, тука во оваа просторија и купецот на агроберзата и очекувам таму да се вработат други нови кавадарчани и да конечно Кавадарци има и организиран откуп на земјоделски производи. Со помош на Агенцијата за патишта, односно владата на Република Македонија, ги уредивме влезовите од кај Неготино, односно Глишич-Марена, како и влезот од кај Прилеп и остана она што треба ние да го завршиме, кој што тендер е веќе завршен, тоа е влезот од кај Росоман, односно на делницата од новиот кружен тек до крајот на Мак Петров. Во оваа 2015 година го реконструиравме стариот рентген за потребите на Министерството за труд и социјална политика, каде што е веќе сместен и функционира Центарот за рехабилитација, после претходната помош која што ја дадовме и за Центарот за метадонскиот центар, односно Кавадарци веќе ги комплетира овој можеби несакан, меѓутоа нужна потреба, а тоа е има и метадонски центар и центар за рехабилитација од зависности. Овие денови завршува и уредувањето на просторот пред автобуската станица и пред Кам Маркет. И нешто што не го предвидувавме, а моравме да го завршиме, тоа е да одделиме солиден буџет за регулирање, испитување, најнапред испитување, изградба на подпорни ѕидови на свлечиштата кои што се јавија на територијата на општина Кавадарци во Ваташа и на улица 25 мај, каде што потрошивме нешто над 3 милиона денари. И нешто што навистина би сакал да го спомнам, а да не го заборавам, тоа е легализирањето на градбите, односно на викенд населбата на Тиквешкото езеро, нешто што беше плод на менаџирање мое лично, на нашата пратеничка и на сите луѓе кои што се од Кавадарци, затоа што доколку не го изменаџиравме овој процес, тие над 2500 викенд кучички ќе останеа нелегализирани, а исто така бевме активни учесници и во лобирањето за продолжување на рокот за легализација. Би сакал во оваа прилика и да ги спомнам започнатите проекти. Тоа е паркирањето кој што за жал два пати не ни успеа. Вчера Советот едногласно донесе одлука за ново отпочнување на постапка за избор на најповолен понудувач. Аквапаркот кој што ќе биде некаде во јануар месец распишан. Новата детска градинка која што ќе биде изградена со реконструкција на постоечката стара лабораторија во дворот на ЈЗУ здравствен дом.
кој што патем речено беше со еден збор доделена од владата на Република Македонија на нас како локална самоуправа. Патот Крњево-Бохула, чиј што тендер е веќе завршен. Влезот на градот кој што го спомнав, тука секако е генералниот урбанистички план од кого што зависат многу капитални проекти и нови инвестиции во градот. Доградбата на гимназијата Добри Даскалов, како и на интервенции на кровот во Чирос Панџо Брко и грејењето во Тоде Хаџитефов, што представува последна фаза во интервенции во воспитно-образовните институции. И нешто што е плод на убедување од страна на стручните служби во локалната самоуправа, тоа е да наредната година интервенираме на главните улици, што беше прифатено од моја страна, а за среќа прифатено и од Советот на вчерашната седница. На крајот би сакал да спомнам и одредени поместувања во нешто што сме најаки како град, а тоа е бизнис секторот. Тука би ги спомнал неколкуте можеби мали инвестиции, меѓутоа инвестиции кои што ќе придонесат десетина нови вработувања, а сигурно како целина би придонеле за уште 100 или можеби над 100 нови работни места во Кавадарци. На прво место би истакнал Кожувчанка, потоа Слога Пром, кој што веќе ги гради своите погони, Мебел Виза, кој што веќе дадовме дозвола за градење, Агроберзата, кој што ја спомнав пред малку, паркирањето кој што ќе има за последица околу 20 на нови работни места. Се надевам дека со донесувањето на ГУПот и Лукойл конечно ќе дојде во Кавадарци. Инвестициите во Дреново, во Конопиште и на територијата на општина Кавадарци од страна на Унион Мак и секако инвестициите кои што ги има зацртано Урбан Инвест како домашна компанија. Почитувани, навистина има уште многу што да зборувам, не сакам да ве оптоварувам и со оние ситни елементи кои што го чинеа нашето секојдневно работење. Би сакал на сите присутни, па и на сите сограѓани кои што не гледаат, да им посакам најмногу здравје, а покрај здравјето нели и лична среќа и успех во својот приватен и професионален живот, и нека Господ го гледа 2016 година да бидеме и како општина и како држава надвор од геополитичките интереси. Подобро е да сте сами отколку да се најдеме во средина на некои големи геополитички интереси. Посакувам уште еднаш многу здравје и посакувам пријатен престој во општина Кавадарци.